Ловски Александар има збор повелица. Председателя, благодарам. Поштувани пратеници, дебатата за извештајот за напредокот на Република Македонија секогаш во ова собрание, откако се добиваат вакви извештаи, представува добра можност да се погледнат состојбите во Република Македонија, имајќи предвид дека се смета дека овој извештај е објективен и дека реално ги одразува состојбите во државата. И јас, не сакајќи да се повторам со претходните говорници од мојата политичка партија, би сакал еден поинаков пристап да дадам на целата дискусија. Имено, без разлика што веќе имав спремено одредени мои согледувања по однос на политичките, економските и останатите критериуми кои што сакав да ги споделам со вас, мислам дека е многу посуштински да поразговараме тука отворено како пратеници една друга, можеби најбитната тема за Република Македонија во моментов и во иднината на државата. Имено, Република Македонија својата определба, како што каже господин Милошевски, како што е констатирано и во извештајот, јасно има фокусирано кон својата евроатлантска перспектива. Членство во НАТО и членство во Европската Унија, и тоа е став кој што го прифаќаат и ВМРО-ДПМН, и СДСМ, и ДУИ, и ДП. Сите релевантни политички субјекти во Република Македонија се согласуваат со тоа. Граѓаните се согласуваат со тоа заради тоа што ни даваат поддршка соодветна на избори, на власта и на опозицијата, и ова се политичарите кои што ги представуваат. Но во исто време Република Македонија, не би рекол јас 5-та година, туку би рекол 8-ма година е заглавена во една ситуација на која што излез од неј се гледа. 8-ма година Република Македонија е земја кандидат за членство во Европската Унија и 8-ма година ништо ново не се случува. 8-ма година ги убедуваме граѓаните на Република Македонија дека ова е она што треба најдобро да се случи на оваа држава, и оттаму не само што нема никаков резултат, туку напротив се случуваат одредени други действија. Затоа би сакал јавно, директно и отворено, некој може би ти рече и смело и дрско, да го поставам прашањето дали ова е она што ние суштински го добиваме од Европската Унија како јасно изразена волја дека сакаат да ја видат Република Македонија во Европската Унија. И уште подиректно, дали може би се во право одредени пратеници, проминентни пратеници, од неколку парламенти на земји членки на Европската Унија, со кои што се среќавам во рамки на Советот на Европа, каде што ја водам нашата парламентарна делегација, кои што ми велат: знаеш, Александар, може би ова е најдобрата форма да одредени држави членки на Македонија на еден понежен начин и кажат дека се против проширувањето. Односно, сакам да го поставам овде отворено и јасно прашањето: дали спорот за името не се решава и заради Грција, но и заради тоа што нема волја од останатите земји членки да се реши и се остава во една ваква статуска ситуација. Заради тоа што Република Македонија се соочува со преседан невиден во споредбеното меѓународно право и во споредбените меѓународни односи, каде што соседот бара од својот сосед комплетно да се обезличи, да го смени името на државата, името на мнозинскиот народ, името на мнозинскиот јазик и на мнозинската култура. Таков втор пример во светските меѓународни односи и меѓународно право не постои. Имајте предвид дека Република Македонија се наоѓа во една таква ситуација, озаконета и преку одлуката на Меѓународниот суд за правдата од Хаг, тело, односно суд на Обединетите нации, јасно се поставува прашањето дали ова е однос од 21. век. И нормално дека одговорот е не. Но исто така јасно се поставува прашањето дали останатите земји од Европската Унија се согласуваат со Грција. Тие декларативно велат дека не се согласуваат, но не гледаме конкретни чекори како се обидуваат да влијаат врз Грција. Не гледаме дека ниедна сериозна европска држава се обидува да ја убеди Грција дека треба да престане со оваа негаторска политика и со оваа политика која што не припаѓа на 21. век. Напротив, пораката е: обидете се заеднички да најдете решение. Дали е возможно да се најде решение во ситуација кога мотивацијата за решение и условите за решение се дисбалансирани? На едната страна имаме држава која што зависи со сопствената иднина
од одлуката, и на другата страна имаме држава на која што ништо не зависи од таа одлука и од тоа решение и има апсолутна мотивација да продолжи да го блокира својот сосед. Како да се најде решение во таква ситуација, освен да се прифати ултиматум кој што Грција го наметнува во овој момент? Како да се најде решение во таков момент, освен комплетно да се обезличи една цела држава и еден цел народ? Или, јас оно што постојано фигуративно го кажувам, да бевме 1000 километри поисточно, да бевме во Азија, веројатно имајќи предвид дека Грција има и помоќна држава, и помоќна армија, до сега едно 10 пати ќе не имаја окупирано. Да бевме 1000 километри поисточно, веројатно ќе доживеевме судбината која што Грузија ја доживеа од Русија и веројатно ќе имавме едно такво однесување на нашиот јужен сосед. Единствено фактор што географски сме во Европа, може би во овој момент ја спречува Грција да остане само на ова ниво на дипломатска, но во случајов и фактичка, економска и политичка блокада на Република Македонија. И дали е одговорно од 27 земји членки на Европската Унија да ставаат под заложништво 2 милиони народ, македонци, албанци, турци, власи, срби, роби, бошњаци и сите со кои што заеднички живееме, да стават под заложништво 2 милиони и христијани и муслимани во оваа држава, само заради тоа што една држава решила да води безумна политика. И дали е тоа однос на 21. век? Дали е тоа однос кој што треба да го имаат останатите земји во Европската Унија? Заради тоа што, повторувам, ние ниеднаш јасно и директно не сме слушнале дека некој ја осудува отворено оваа политика на Грција и се обидува да ја промени таа политика на Грција. Напротив, препораката е, обидете се да најдете заеднички прифатливо решение. Како да се најде заеднички прифатливо решение, тоа решение да не е диктат? Било какво решение, различно од името Република Македонија за меѓународна употреба и така натака, е нешто со кое што првпат во меѓународното право на една држава ќе се одземе правото да самата себе си се дефинира. Но и таквото решение очигледно не е доволно за нашиот јужен сосед и се обидуваат комплетно да избришат една држава од мапата на светски признати и независни држави. И затоа многу јасно е и прашањето кое што ни го поставуваат се почесто граѓаните: што правиме и каде одиме? Заради тоа што граѓаните знаат многу подобро дека во Бугарија економски не се живее подобро од Република Македонија. Знаат многу подобро дека во Бугарија има поголема корупција отколку во Република Македонија. Знаат дека во Романија не се живее економски подобро од Македонија. Знаат дека во Романија исто така има многу поголема корупција отколку во Република Македонија. Знаат, например, дека една Србија која што отпочнува преговори на ниеден начин не може во административните процедури и во јавната администрација и таму каде што ние сме стигнале да се мери со нас. Како што знаат дека Црнагора на ниеден начин не може да се мери со Република Македонија во достигањата поврзани со перењето на пари или сузбивањето на корупција, шверц кој што како такви постојат. Како што знаат дека Грција е во банкрот, а Хрватска има далеку повисоки даноци од Република Македонија. Тоа е нашето окружување. Но ние стоиме во место, а дел од овие држави се земји членки на Европската Унија, а дел почнуваат преговори со Европската Унија. И затоа сосем ги разбирам и сосем ги оправдувам и загриженоста и ставовите на десетници граѓани кои што ми пристапуваат и кои што прашуваат дали е ова честно однесување кон Република Македонија, дали е ова честен пристап кој што ние како држава го добиваме. И на крајот, имаше различни дебати тука. Никој во Република Македонија, ни власта, ни опозицијата, ни политичарите денес, ни политичарите во минатото, не се виновни за ова што и се случува на Република Македонија. Вината има име и се вика Република Грција. Таму е вината и таму лежи одговорноста. Заради тоа што сите ние овде се обидуваме честно да допринесеме за македонските граѓани да живеат подобро. Некој повеќе, некој помалце, но го правиме тоа. И не треба меѓу нас да се обвинуваме дека ако сме постапеле вака или така, Грција ќе реагирала поинаку. Не.
Грција 20 години независна македонска држава и 150 години идеја за македонска држава действува исто и мора да сме свесни за таа работа, да сме честни пред себе и како политичари да ја прифатиме како таква и така да се однесуваме. Благодарам. Благодарам, господин Вишева. Сафет има реплика. Еве, јасно и гласно толку за европските определби на власта предводена од ВМРО-ДПМН и јас на колегата Николовски навистина му честитам на искреноста и на храброста да го каже тоа што владачкото мнозинство го мисли. Тие велат нам не ни треба таква Европска унија. И завршена работа, многу честно е тоа. Навистина. Го почитувам тао. Навистина е точно дека има имиња за тоа кои се виновни за целата таа работа и едно од тие имиња е навистина Грција. Тука сте во право, но морате бидете до крај принципиелен и честен. Второто име за вината да го кажете Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. Тоа морате да го кажете и бидете до крај честен. Господине Николовски, замислете да не стремите во Европа, туку со ваквата состојба во оваа држава, со ваквото практикување на политичката волја на Груевски и ВМРО-ДПМН, кои велат ние победивме на избори, ова е наша држава и можеме да правиме што сакаме, и тоа буквално. Можеме, ако сакаме, да ги избркаме брателиците со полиција, можеме да затвараме новинари, можеме да ја толерираме корупцијата, можеме да пријавуваме во имотни листови што имаме или неаме, можеме селективно да применуваме правдата така како што ние сметаме дека треба да биде. Е така и со, да не употребам тежок збор, со онаквите навистина застрашувачки толкувања на шефот на државата за успехот на кинескиот пат во управувањето со државата, тоа е патот кај што не водите. Една партија, еден народ, една земја. Ама тоа е класична дефиниција за фашизам. Тоа е дефиницијата на фашизмот. Еден народ, еден лидер, една држава. Крај. Тоа е школска дефиниција за фашизам. Ако тоа вие го сакате, ќе дозволите дека во оваа држава има луѓе кои сметаат дека можеме да организираме држава во која ќе има и слобода, и правда, и просперитет, и иднина. Тоа ќе го дозволите. Дека има луѓе кои размислуваат поразлично од вас за патот по кој треба да се движи Македонија. А ќе ја имате поддршката на сите во опозицијата, кој што имате поддршката на сите граѓани во оваа држава во битката за името. Ама тоа не значи дека ќе кажете тие се виновни, нема решение и крај. Или барем ќе биде честно во оваа држава да создадете европски услови за живење и тогаш прашањето за членство во Европска унија ќе биде многу поразлично. Прашајте ги швајцарците или норвежаните дали им треба Европска унија. Не, ама живеат подобро отколку што живеат граѓаните во земјите членки на Европската унија. Затоа имаат избор. Ние во овој момент немаме избор. Тоа е единствениот спас на оваа држава. Тоа е спасот на оваа држава. Благодарам. Господин Николовски Александар има контрреплика. Повелете. Председателе, благодарам. Јас во ниеден дел од моето обраќање не реков дека Република Македонија е совршено место за живење, нити дека нема области што треба да се поправаат. Напротив, и се согласувам дека за сите нив ова е местото на кое што треба да дебатираме, односно во собранието на Република Македонија. Но во исто време реков една работа и ќе ја повторам. Не треба меѓусебно власт и опозиција, без разлика кој е на власт, а кој е во опозиција во оваа држава, да се обвинуваме заради тоа што Република Македонија во овој момент не е членка на Европската унија или не е во финална фаза на преговори со Европската унија. Проблемот зашто тоа не е така има име и се вика Република Грција. И ништо друго освен ова. И треба да сме честни пред себе и да го признаеме тоа. Сето останато е наоѓање вина кај едните или кај другите, што нити е точно, нити е коректно. Благодарам. Благодарам, господин Милетич. Драгиш има реплика. Повелете. Благодарам, почитуван председателе. Почитуван колега. Точно е
дека има озбилни проблеми во држава и да има озбилни забелешки од страна на Европа. Што значи мушки и смело мора за да се суочиме со тоа и да го надминеме. Сите заедно и верувам дека може да се надмине. Меѓутоа, постои еден друг факт. Ете, нека е се идеално во Република Македонија. Ама апсолутно све идеално. Што мислите, озбилно прашувам, и лева и десна страна, зар мислите да ќе да влеземе во Европска Унија ако нема решение со Република Грција? А највише на Грција одговара да нема решение. Апсолутно, тоа е вистина. Тоа е жива вистина. Како исто што Србија се условува од ден на ден, решавајќи еден проблем, одма се создава и друг проблем. Затоа, моje мишљење, да спор помеѓу Грција не е само прашање на ВМРО и СДС. Сите заедно, сите парламентарни партии, колко не има, и ван парламентарни партии, треба да подпишат една декларација. И со таа декларација, кога се види да сите имаме постигнути консензус, можеме да се спротиставиме на ова уцена од страна на Грција. Во овој проблем, значи сите заедно треба да се впрегнеме. Тоа е истина за влез во Европска Унија. А може да се карате колко сакате и сите да се караме меѓусобно. А да ВМРО треба да исправи некои работи, стои и то, као што и сами признавате. Благодарам. Благодарам, господин Николовски. Александар има контрреплика. Повелете. Благодарам. Значи, јас се согласувам дека без решение не е возможно членство на Република Македонија во Европската Унија. Односно, да бидам подиректен, мислам дека без решение не е возможно почнувани преговори, а за членство имајќи го преди до сегашното однесување на грците, еве дури теоретски да го решиме проблемот со името, не сум сигурен дека нема да измислат нешто друго во следните 4 до 5 години кога Република Македонија би требало да стане член на Европската Унија. Но суштината на она што ние денес го разговараме е дали со вакво грчко однесување е возможно решение воопшто. Односно, дали во услови на диктат е возможно да се трудите да најдете решение. И во исто време, она што јас го отворив како дебата и кое што мора ние свесно да го дебатираме пред граѓаните на Република Македонија е што правиме во овој период, додека од година во година добиваме позитивни извештаи, а работите по однос на членството не одат напред. Ние мора да работиме оваа држава да стане подобро место за живење, без разлика дали формално тоа ќе ни го призна Европската Унија или не, како што сега е подобро место за живење од 6-7 држави кои што формално се понапред од нас. Благодарам. Горан има реплика. Повелете. Господин Николовски, пред само 20 секунди го поставивте клучното прашање. Дали со ваквиот однос на Република Грција имаме шанси за европските перспективи, вклучително и НАТО перспективите? Јас обратно сакам да го поставам прашање, но пред да го поставам прашањето веќе се задржам конкретно. Да, се согласуваме. Многу пати како опозиција сме кажале, грците сакат да нема Македонија. Проблемот е ступиден и е наметнат. Нема нормален граѓанин во Република Македонија кој што не размислува на ваков начин како што размислуваме во овој момент. Јас и вие и вклучително сите граѓани на Република Македонија. Каде е излазот? Сега се враќаме на втората теза. Дали со ваквото однесување лично на вашиот премиер Никола Груевски и политиките на ВМРО ДПМН имаме шанса да се приближиме поблиску до НАТО и европската интеграција? Зошто ни треба, господин Николовски, оние будалаштини со преименување на аеродромот, автопатот, оние будалаштини пред владата што ги наредивте? Менуваме улици, менуваме институции, имиња, се забитме во таа антиквизација која што само носи профит на Никола Груевски и на фамилијата. Ништо добро од тој потек на владата на Никола Груевски на ВМРО ДПМН немаат граѓаните на Република Македонија. Исто така не се согласувам со втората теза. Дека знаат граѓаните во Република Македонија дека во Бугарија, во Романија не се живее подобро од Македонија. Не сте во право. Зошто земале македонските граѓани 60.000 бугарски пасоши? Затоа што подобро се живее во Македонија
или затоа што побегнале од сиромаштијата, господине Николовски. Само во 2012 година ќе говорам бодове, бидејќи сум пријавен. 5600 граѓани земале бугарски пасоши. Затоа велам, имаме ли излез? Кога еднаш излезе Никола Груевски да ни каже пред граѓаните на Република Македонија, имам јас сценарио Б. Знаете зошто неќе Никола Груевски и околу него блиските во Европската Унија? Утре да добиеме датум за преговори. Еве утре, сега во декември, на следниот самит. Па знаете вие многу добро. Отвараме поглавја 23, 24, 25. Човекови права, слобода на говор, ама и борба против корупцијата. Значи, утре да го добиеме датумот за преговори, ќе почнеме со темата борба против корупцијата во Република Македонија. Значи, не сте во право, не сте искрени. Имаме ли ние сценарио Б? И јас, и вие заеднички ја гласавме резолуцијата предложена од НСДП во ова собрание за градење на државна стратегија за спорот, за решавање на спорот со Република Грција. Председателот на државата, премиерот, не напиша ниту една буква, ниту една реченица, ниту една страна, а заеднички гласавме резолуција. Завршувам, се извинувам, завршувам. Не сака Груевски да влеземе во Европската Унија, затоа што тамо влада ред и поредок. Благодарам, господин Николовски. Александар, контрреплика. Значи, не гледам зошто ако американците имаат право да градат споменик на Линколн или ако французите креваат споменици на Дегол, англичаните креваат споменици на Черчил или ако соседните наши народи креваат споменици на своите национални херои, ние да не можеме да кренеме споменици на нашите национални херои. Напротив, сметам дека како суверен народ, тоа ни припаѓа и нас, да ги одбележиме сите оние кои што живееле на овие простори. А во исто време, во 90-тите години не постоја нити овие споменици, нити имињата на овие автопатишта, па Република Македонија имаше трговско, односно економско ембарго од Грција. Тоа што беше причината. И тогаш и сега едноставна е причината. Причината се вика оваа држава да не постои. Или масакарот во Загоричани пред 100 години. Што беше причината тогаш? Не постоеше ни македонска држава, ни споменици, ни автопати. Едноставно беше да еден народ се исчисти и да не постои на овој дел од Европа. И таа политика грчка 150 години продолжува. Господин Сара Чердоган има реплика. Повелете. Почитуван колега Николовски, јас навистина ви честитам. Овој навистина во истинска смисла на зборот е друг пристап за извештајот на Европската комисија и го поздравувам. Вака треба нормално луѓе да разговарат и да најдат решение за еден заеднички проблем. Затоа што навлегувањето на Македонија во Европска унија тангира подеднакво и вас македонците, и албанците, и турците, и ромите, и сите други што живеат во Република Македонија. Мене ми е многу драго што вие конечно се сватиле дека и тоа кажувам. Без разлика што пети пат имаме позитивен извештај, не се живее подобро во Република Македонија. Имаме 31% сиромаштија, имаме 28,8% невработеност, долгови растат, све е загрижувачко. Значи, навистина, тука и од тие причини сметам дека е време, значи, потполно се согласувам дека фактор број 1, пречка во нашиот евроатлантски пат е Грција. За хероите на Грција, јас не сакам да зборувам, познато е во историјата. Меѓутоа, исто така, вие значи, сте добили еден комплекс. Вие на говорот овде велевте дека да не бевме 1000 километри деси Грција ќе не нападнеше, ќе не окупираше, на тој начин можеби ќе стигнеше до целта. Јас ви уверувам такво нешто на Балканот веќе не може се деси и не се сигирајте. Имате кој да ве брани, нема проблем тука. Навистина. Меѓутоа, да речеме, ако исклучиме проблемот број 1, што ни е на патот кон Европската Унија, ние во извештајот точно сега зборуваме за проблемот број 2, за забелешките. И она што го рече господинот Сафет Бишеваc, за тука се согласувам. Ако имаме висок стандард, ако имаме добра живеачка, ако граѓаните не живеат директно, не зависат, не се зависни од политичарите, и таквиот и културно, и економско ниво на граѓаните гарантира дека без разлика која партија се наоѓа на позиција или опозиција,
се разбира патот, црвените линии се еднакви и на опозицијата и на позиција. И тука не може да има остапување. Од тие причини јас ве уверувам, како активици во Република Македонија, максимално стоиме на патот дека името Република Македонија е исконско право на македонците во земјата. И тоа право не може никој да го одзема. Меѓутоа, за жал, еве Европската унија што вели. Не знаеме случајот со Кипар. Види што вели Филе, размислете за сената ако не го решите името. И за, значи, зборува и за компромисот, и за статусквото. Не сега на господинот Милошевски да му одговорам, дека, еве, значи, министерот задолжен за евроинтеграција, тој призна дека сме во статукство со овој извештај. А статукство значи тапкање во место. Тоа не ни е добро. Господин Николовски Александар има контрреплика. Јас која даде комесарот таа изјава имав еден свој коментар и кажав и ќе го повторам. Цената за која што Република Македонија ја плаќа со тоа што не е член во Европската унија е висока. Но таа цена е неспоредливо пониска со цената која што Република Македонија треба да ја плати доколку се согласи да се обезличи и да го смени идентитетот на мнозинскиот народ, името на културата и на јазикот на тој мнозински народ и да избрише историјата на тој мнозински народ кој што живее во оваа држава, имајќи предвид дека смислата за членство во Европската унија е соработка со равноправни народи. Не можете да сте равноправен ако не влезете равноправно и не можете да сте равноправен ако влезете обезличен и обезимен. Таков никој нити ќе почитува, нити ќе сака во свое друштво, така што таа цена е неспоредливо повисока со цената која што ја плаќаме сега. Благодарам. Благодарам, господин Трен.